Добро вечер, почитувани слушатели на емисијата Глас на вистината. Навистина е голема радоста да и ова вечер бидеме заедно и се разбира да го слушаме Божјото Слово, да го прославиме Господ и под инспирација се разбира на Светиот Дух. Еве што ќе каже апостолот Павле до 2 Тимотеј 3:16 и 17. Еве што ни вели Словото Господово. Целото писмо е од Бога вдахновено, полезно за поука, за казнување, поправање и поучување во праведноста, за да биде Божјиот човек усовршен и совршен, подготвен за секое добро дело. Потоа апостолот Петар во неговото писмо или во неговото послание, во второто послание на Петар, ќе читаме првата глава 20-21. Еве што ни вели и се разбира што ни открива Словото Господово, кое е под инспирација на Светиот Дух. Пред се, треба да знаете дека ниедно пророштво во Светото Писмо нечие самоволна објава, бидејќи тие пророштва некогаш не биле дадени по желба на некој човек, туку Светиот Дух ги потикнувал и водел Божите луѓе да го зборуваат она што му било наложено или кажано од самиот Господ Бог. Значи, затоа, навистина, кој што реков, голема е радоста да ова вечер бидеме заедно и се разбира, го слушаме Словото на нашиот Господ, кој е под инспирација на Светиот Дух. Ова вечер ќе зборуваме за Божјата проверка или Божјиот испит даден кон Аврам. Ако досега му беа дадени ветување на Аврам и многу нешта, сега Бог сака да ја провери или да направи проверка на верата на Аврам. Аврам, Божјиот пријател, треба да биде проверен или да биде проверена неговата вера, се разбира како што златарот го проверува златото и го врви низ оган за да може да добие чисто злато. Многу вакви слични чекори, можеби некаде исти, но верувам дека според библиските документи овој настан е уникатен настан. За кој настан станува збор? За жртвувањето на Аврам. Преку жртвувањето на Аврам, поточно на Исак, Бог сакал да ја провери, да ја испита, се разбира, неговата вера. Значи, Бог сакал преку жртвувањето на Исак, Бог сакал да го провери, се разбира, Аврам. И затоа, сега Бог му вели дека тој треба да го жртвува својот се разбира единствен син. И ако го читаме Словото Господово, се разбира, ќе отвориме заедно во првата книга на Мојсей, книгата Берешит, или како што по наше или македонски би било кажано во почетокот. 22 глава ќе читаме од 1 па се до 18. Значи, прва книга на Мојсей, ќе отвориме заедно, 22 глава, и ќе читаме од 1 па се до 18. Како што реков, Библијата има неколку или слични вакви чекори. Како Бог на еден интересен начин знае да провери верата на Божите луѓе кои биле запишани или водени од самиот Бог. Но овој настан, како што кажав, е уникатен настан, а тоа е жртвувањето на Исак од страна на Аврам. По тие настани, Бог сакаше да го испита Аврам и му рече: Авраме, а тој одговори: еве ме. Бог продолжи и рече: земи го синот твој единец Исак, кого што многу го сакаш, па појди во земјата Морија и пренеси го таму како жртва са паленица на една горичка, што јас ќе ти ја покажам. Утредента рано, откако стана Аврам,
го осле магарето свое, зеде со себе си двајца слуги и Исак, синот свој. Па откако нацрпи дрва за жртвата, се кренаа и појдеа на местото за кое Бог му рече или кажа. На третиот ден, кривајќи ги очите своји, Аврам го здогледа местото оддалеку и му рече Аврам на слугите свој: останете вие овде со магарето, а јас и детето ќе одиме онамо, па откако ќе се помолиме, ќе се вратиме кај вас. Изеде Аврам дрва за жртвенико, му ги натовари на Исак, синот свој. Самиот тој изеде со своите раци огон и нож, па отидоа двајцата заедно. Тогаш му рече Исак на Аврам, таткото свој: татко. А тој одговори: што е, синко? А тој рече: ете оган, дрва, каде е јагнето за жртва? Аврам одговори: Бог ќе си прибави, синко, за јагнето за жртва. И обајцата го продолжија патот заедно. Стигнаа до местото за кое беше рекол Бог. Тука Аврам направи жртвеник и кладе дрва на него, а откако врз него го положи својот син Исак за жртва врз дрвата. Тогаш Аврам ја пружи раката своја и го зеде ножот, да го заколе синот свој. Но ангелот Господов викна од небото и рече: Авраме, Авраме, а тој одговори: еве ме. Ангелот продолжи и му рече: не кревај раката своја на детето и не прави му ништо. Еве сега знам дека се плашиш од Бога, што не го пожали ни својот единец заради мене. Аврам ги крена очите своји и погледна, и тоа зад него овен, кој беше сплеткан со роговите во грмушката. Аврам отиде, го зеде овенот и го пренесе како жртва се паленица место синот свој. И Аврам го нарече оваа место Јахве и Рех. Затоа и денес се вели: на горичката Господ се јави. Ангелот Господов повторно го викна од небото Аврам и му рече: се колнам во себе си, вели Господ, кога така направи и не го пожали својот единец заради мене, јас ќе те благословам и преблагословам, и потомството твое ќе го умножам и премножам како од звездите на небото и како песокот на морскиот брег. А потомците твои ќе завладеат на градовите на нивните непријатели. И ќе бидете благословени преку потомството твое. Сите народи на земјата, зашто ти го послуша гласот мој, вели Господ Бог. Интересен настан. Како што кажав, уникатен настан. Бог сака да ја провери неговата вера. Како што и кажав, не Бог да сака да го искушува. Во некој од преводите некаде пишува дека Бог сакаше да го искушува Аврам, но подоцна апостолот Јаков вели дека Бог никого не го искушува, туку Бог прави проверка на нашата вера. Значи Бог не искушува, туку тој ја проверува нашата вера. Колкава вера имаме. Библијата многу јасно и гласно зборува по прашање на верата, колкава треба да биде нашата вера. Па дури Господ Исус Христос зборува колкава треба да биде нашата вера. Во претходните емисии кои ги имавме за верата, видовме дека вера треба да имаме колку едно симнапово зрно. И видовме дека верата има сила и мој во Господа. И дека таа е посредништво меѓу нас и Бог. Друго што ние забележавме во претходните емисии, дека верата не е наследна,
туку дека таја доаѓа од самиот се разбира Господ. Всушност, апостол Павле до Коринтијаните зборува дека таа е дар од Светиот Дух. Да се вратиме назад на текстот кој што го имаме, како што реков, еден уникатен настан. Многу често пати, може би, ги споредуваме двата примери, двата случаеви кои ни се запишани во Библијата. Овој настан и настанот со Јов, со неговите синови и неговите ќерки. Но ако добро го читаме Словото Господово и добро ги анализираме тие два настана, ќе увидиме дека не се совпаѓаат. Зошто? Затоа што овде Аврам треба да го убие својот единствен син Исак. Всушност, Бог му вели да го принесе како жртва сепаленица. Библијата ни открива, Словото Господово ни открива во оваа 22 глава дека имаше 3 дневна пат одејќи до оваа место, каде што Исак требаше да биде жртвуван. Тоа е прва работа. Втората работа, што беше и клучна работа, ваков договор, вакво барање имаше од страна на Бог кон Аврам. И само Аврам знаеше дека Исак треба да биде принесен за жртва. Дури и двајцата пријатели кои Аврам ги зеде со себе, своите поточно слуги, ни тие самите не знаеа дека треба неговиот син Аврам да го жртвува. Ниту Исак знаеше дека треба тој да биде жртвуван или пренесен за жртва сепаленица врз жртвеникот. И затоа, ова 22 глава, кога ќе ја читаме, Исак му поставува прашање на својот татко Аврам, дека тука се дрвата, тука е запалката, но каде е жртвата? Но Аврам, верувајќи во Господа, имајќи силна вера во Господа, тој, без да знае, затоа што Бог не му открија како Бог ќе се погрижи за сето ова, тој вели дека Бог ќе се погрижи. И затоа ова место го нарекува Јахве Ире. Бог ќе се погрижи. И така Аврам се обраќа кон својот син, му вели: синко, Бог ќе предвиди, ќе си премисли тој и тој ќе се погрижи. Затоа што тој е семоќен, тој е Ел Шадај. И тој може да ги предвиди сите тие нешта. Најмалку можеме да откриеме, ниту па Библијата ни открива за некаков сомнеш, туку Библијата ни открива во овој текст кој го имаме за цврстата вера која имал Аврам кон Господа. Значи, воопшто не станува збор за некаков сомнеш, како што апостолот Јаков зборува дека оние кои што се сомневаат приличаат на морски таласи, кои се издигаат и паѓаат. И тој дури вели дека оние кои што се сомневаат да не мислат дека нешто ќе добијат од Господа, иако бараат, но нема и да добијат, затоа што се сомневаат и не е цврста нивната вера. Но во овој уникатен случај ќе видиме дека Аврам ни најмалку се посомневал. Тоа е прва работа. Значи, Аврам требаше да го жртвува Исак, доколку ваму кај Јов, ѓаволот ги уби децата на Јов. И затоа, кога ќе ги читаме овие нешта, овие интересни, уникатни настани, ќе откриеме дека има разлика меѓу двата настани кои ни се опишани во Светото Писмо или Библијата. Така да се надевам дека наредната емисија, ако даде Господ да бидеме здрави и живи, ќе продолжиме со овој уникатен настан и ќе видиме како навистина Бог му зборувал на Аврам и ќе видиме што Господ сака нам преку овој настан да ни кажи на сите. Затоа, до тогаш имајте на убава, благословена вечер. Господ нека биде со вас. Господ нека навистина сите нас не чува, се разбира, во овие тешки времиња во кои што ние се наоѓаме или сите ние заедно ги живееме.
Имајте убава, благословена вечер и се слушаме, се разбира, до наредната емисијата насловена како Гласот на вистината. Пријатно. Добро вечер, почитувани слушатели на емисијата Глас на вистината. Навистина е голема радоста да и ова вечер бидеме заедно и се разбира да го слушаме Божјото Слово, да го прославиме Господ и под инспирација се разбира на Светиот Дух. Еве што ќе каже апостолот Павле до 2 Тимотеј 3:16 и 17. Еве што ни вели Словото Господово. Целото писмо е од Бога вдахновено, полезно за поука, за казнување, поправање и поучување во праведноста, за да биде Божјиот човек усовршен и совршен, подготвен за секое